Меѓутоа, како и да е, по поглед на вашето второ прашање, во моментот кога ќе достават сериозен документ, според устав формално правно издржан, токму така, во моментот кога ќе достават документ, ќе биде ставен на расправа и ВМРО-ДПМН е многу одговорно, во тој момент ќе се произнесе по однос на било каква иницијатива од нивна страна. Добро се. Значи, оваа есен требаше има 12 митинга, дали се вика востание, не знам што, веројатно не го брои СДСМ бунтот на Љубе во својот митинг или собирот на 400-500 души пред А1 телевизија минатиот четврток, тоа веројатно не се. Значи има две, ако го сметал на летоска у август 3 пред владата и сега ќе има задутре ваков марш. Теми, марш во ред. Значи Ленко најавија и влада во сенка, ако се сеќавате. Андреј Петров најави дека ќе формираат влада во сенка. Го пишуваше во весниците и од тоа ништо. Не, он кажа дека ќе биде министер за за здравство и дека ќе ги истопи лавовите и со тие пари ќе инвестира во здравството, ќе од бронза ќе добие нешто веројатно желен, не знам што се бакар се добие од бронза. Но зборот ми значи има луѓето си има 3 митинга. Легитимно на кои се обрат 2-30 луѓе, тие велат 50. Они би требало да имаат 200.000 гласачи, значи всушност им недостасуваат 150, не имаат 50. Меѓутоа тоа е нивна математика весела. Еве ја да не правам моја весела математика, ќе биде смешно за нив. Значи капацитетот го нема да предизвикаат поголема енергија кај народот и народот да каже не незадоволство, не е бун, него енергија да рече дајте да видиме ние уште еднаш на избори да одиме, што мислам дека е легитимно, не? Ако сака народот избори, ќе си дојде. Тоа го нема. Нема да поднесат иницијатива, ќе се избламираат. Ова интерпелацијата, еве ти сега ја објасни. Кога ќе има избори тоа? Значи ја ставаме настрана СДС. Ленко, тие ќе се обидат, еве денеска повеќе медиуми објавија дел од она што СДСМ го планира да го направи во овие денови, тие ќе се обидат да креираат впечаток дека имаат енергија. Од друга страна знаеме прецизно како го организираат своето членство, родителите, фамилиите на членството, ветувања кои што јавно Зоран Заев и Андреј Петров ги даваа дека ќе вработуваат само од членството и така натака. Според она што го слушнавме на медиумите денеска, дека ќе го организираат маршот и нивните општински организации ќе глумат независни граѓани, па ќе се приклучуваат. Сето тоа веројатно ќе се снима од некоја телевизија, ќе биде представено, можеби и спотови ќе снимаат, па ќе ги кажуваат и сето тоа е легитимно. Борба е тоа сега. Ќе купуваат овие пиротехнички материјали за да подигнат атмосфера и така натака. Ќе се обидуваат сето тоа да го направат. Јас повторно ќе ти дадам прецизен одговор. Во моментот кога ќе достават сериозен документ во собранието, тоа е нивно. Кога сака избори. Во моментот кога тие ќе достават сериозен документ, нема да достават сериозна, не се сериозна партија. Вие кога планирате избори? Не би можел да ти дадам одговор поради тоа што тоа е одлука на органите и телата на тоа е одлука на органите и телата на ВМРО-ДПМН. Во овој момент ние сме сконцентрирани на исполнување на она што сме го ветиле спрема граѓаните и сме сконцентрирани на намалување на лошите ефекти од економската криза. До сега не сме размислували, не сме разговарале на темата пред. Ја имам една математика, не е весела и конкретна. Значи, ако изборите се 2012, не мора да се летот на крајот кога истекува, да кажеме август, може да се пролет. Значи 2012. Тоа ќе значи дека до тој момент вие како политичка опција и Никола Груевски како ваш лидер и како председател на влада на Република Македонија сте на власт и тој е на власт, односно ја води државата 6 години. Тогаш, значи 2012. Еве нема иницијатива, дури и да има иницијатива вие имате 2012. 2011 одиме на избори. Во меѓувреме ќе се изгради, ќе се разубави градов. Ќе падне притисокот од оваа меѓународна криза. Почна државата да гледа не само на запад и на исток и на ова, не знам, нафтовод, гасовод, ти реков ми рече. Тој се овој контекст, оној контекст, така натаму. Може ќе се набраат повеќето држави, дека повеќе држави да признале Сирија, една регионална голема сила и така натаму. Ќе се одржи кредибилитетот на името и така натаму кој го држи и председателот на државата и председателот на владата. И вие реално според ова и на тие избори ќе победите.
Дали ќе имате 62 или 58, 55 или 65 на крај, ирелевантно, ќе имате многу повеќе од што има и пак ќе формирате влада. Математиката кажува 6 години до тогаш. И 4 од тогаш натаму, тоа е 10 години каде што една салонска канцелариска партија научена само да владеа, да не работи, каде што е СДСМ, нема да биде ни блиску до еден кабинет. Ни блиску до некој извор на средства, ни блиску до некоја моќ, ни блиску до некоја ситуација каде што може да подали по граѓаните нешто здравство, земјоделство, образование, било што. 10 години. Тоа е страотно голем период. ВМРО историски е научена да е кога во илегала, кога во опозиција, кога да биде шиканирана, е научена да работи, знаеш, по мала, по дворови. Блиску до луѓето. Блиску до луѓето, меѓу значи дебати јавни. СДСМ, односно Сојузот на комунистите, тоа не е научен веќе од 50-та година. Миленко, кога е како е 10 години таа партија? Тоа јас лично претпоставам дека ствара страотна нервоза. Страотна нервоза. Тоа го спомнав јас на почетокот, да не се навраќам на тој сегмент. Значи, кога е во поглед ресурсите кои што располага Социјалдемократскиот сојуз, еве видовме дека имаат капацитет, така? Значи имаат можност да платат автобуси, имаат можност да платат скапи реклами на телевизија и сето тоа си функционира. Од каде им ја нив тој влез на пари, веројатно си водат евиденција, веројатно си имаат документација и така натака и така натака. Спонзорства, донации, чланарина и така натака и така натака. Проблематично е тоа што Социјалдемократскиот сојуз после 5 изборни пораси не успеа да понуди програма. Не успеа да понуди свежи луѓе, не успеа да понуди нови кадровски решенија. Влада во сенка. Или влада во сенка. Еве ќе ви кажам еден пример. Значи се испењавија да ни објаснат дека она платформа која што извадија решенија за Македонија, каде што освен желби и идеи како они сакаат да изгледа Македонија, немаше ниту еден конкретен проект, рок, датум, цена на чинење, се испењавија да ни објаснат дека тоа е програма, за само неколку месеци после тоа да излезе Стефче Јакимовски и да каже: слушајте, ова не е програма, ние на изборите ќе излеземе со програма. Изберете на нас, после ќе видите колку ќе имаме ние. Значи, СДСМ наместо со агресија, наместо со промовирање на насилство, со стимулирање на инциденти, треба да почне да се занимава со тоа, Миленко. Треба да почне да бара нови кадровски решенија внатре во себе. Треба да понуди проекти, треба да понуди решенија, треба да понуди идеи, меѓутоа сериозни. Немојте нудеа 2002 година вработување за секого, а сега пред некој месец излегува и нудат стан за секого. Луѓето се чувствуваат навредени. Нашиот народ не е неинтелигентен. Нашиот народ носи природна мудрост со себе, знае кога некој е сериозен и одговорен и знае кога некој го потценува и го омаловажува. Тој комплекс на елитизам кој што владее до ден денеска во СДСМ е тоа што ја кочи таа партија да биде нормална партија која што ќе биде конкурентна на било кој следни избори. Ти благодарам за овој дел од муабетот. Одиме со мала пауза.